Топ тема, добро вечер. Чекор по чекор. Ова мото на секоја реклама на социјалните мрежи, што за асфалтирани улици, што за набавка на нови контейнери или други проекти, го следи секој проект на градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Вечерва е во топ тема, во она што ние го насловивме како ваше интервју, бидејќи ќе одговара претежно на прашања поставени од вас преку социјалните мрежи, а поставувањето на прашања заради поголема ефикасност завршува сега. Господине Шилегов, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата, благодарам за можноста, еве директно на некој начин да одговориме на дилемите и прашањата на граѓаните на Скопје. Јас за почеток ќе си земам за право за само неколку прашања. На недела денес сме точно од половина од вашиот мандат. Следено со ова мото кое што го имате на кампањите за вашите активности, чекор по чекор доволно е за да се надоврзите на партискиот слоган за отчетност дека одите во правец? Чекор по чекор е моја лична алузија дека работите во нашиот град, имајќи во предвид дека можеби 30 на години се целосно занемарен, или Скопје е град кој што живее се уште во средината на 80-тите по функционирањето на градските институции, на градските предпријатија, и дека работите едноставно нема да можеме да ги сменеме одеднаш, а попатно на овој град во изминативе деценија и пол му се нанесени толку штети што се многу тешко поправливи или непоправливи на среден или дури и на долг рок, што едноставно не можете да очекувате дека сите работи кои што како аномалија се јавувале во изминативе 30 години ќе можете за само 2 да ги надминете. Меѓутоа, кога влегувате во коштец со проблемите, секако веројатно барате и разбирање дека еден по еден проблемите во овој град ќе ги надминуваме. Чекор по чекор може да го сваќате и вака. И како некои ќе го сватат и како изговор. Тоа не, далеко е од изговор, меѓутоа ајде, ова лето во Скопје се работеше навечер по градските улици. Нешто што не се случувало децении и децении наназад. Само да ве вратам наназад дека на пример Иво Лоларибар или Теодосиј Гологанов поново се правеше преку 2,5 години, како улица. Дека Партизанска од Симпо до Мак Петрол Безиската на Партизанска се реконструираше преку 8 месеци. Визави оние брзини и квалитети кои што градот ги внесе во текот на оваа година, сепак зборуваме за малку поинакви квалитети и квантитети. Ќе разговараме за сето тоа, бидејќи тука има и многу подпрашања. Алузиите се баш токму на тоа. Не можете да очекувате дека сите аномалии кои што 30 на години се таложени во овој град ќе ги надминеме одеднаш, а ги има многу. Тука се сложувам јас и со граѓаните, и впрочем тоа се и предизвиците за мене како градоначалник на овој град. Меѓутоа, тоа е порака до секој добронамерен граѓанин или до секој граѓанин, сосема сеедно, дека работите една по една, чекор по чекор, ги надминуваме, и тоа веќе мислам дека е сериозно видливо, особено во Скопје. Ова, особено со улиците, е несомнено видливо, за тоа ќе разговараме малку подоцна. Поттука и дилемите, па и некои прашања, толку ли е напорна подпредседателската функција во СДСМ, па дури откако ве разрешија се разработивте како градоначалник, или пак прегласна беше опомената на председателските избори, каде гласањето беше протолкувано претежно како и глас на опомена и незадоволство пред се од локалната власт. Оставката моја лична на местото подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз беше моја лична одлука. И таа во даден момент јас ја размени со председателот на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа во услови кога сето ова што го гледаме во Скопје или што се случуваше во изминативе половина година скоро, веќе беше спремно. Не сум човек кој што сака импровизација во животот. Значи, треба да ги знаете законските прописи, треба да знаете каде доаѓате, во моментот кога доаѓате, да ги изанализирате аномалиите, финансиски да го припремите градот за работите кои што следат, да ги спроведете законските постапки, да ги направите стратегиите за аномалиите кои што недостасуваат во градот, за да влезете во имплементација на она што вие го нарековте на почетокот чекор по чекор. Значи, ако сето ова се случуваше во април, а веќе во мај или во јуни сериозно беше видливо, тоа не можете
визави било кој законски пропис во нашата држава, да го направите за месец или два, а камоли да го спремите како стратегија. Она што јас го зборував и веројатно ќе се сетите и вие во текот на минатата година е дека градот Скопје сериозно работи на стратегии, студии за развој на нашиот град. Тоа беше мојата реторика во текот на минатата година. Тоа беше всушност она што граѓаните може да го видат сега. На тоа постојано сите ви одговара. Вие сте голема, сериозна партија. Вие, кога сте се кандидирале, сте требале да ги знаете градските проблеми и дел од нив да ги пресретнете. И од тука и првото прашање од Марија Саздевски. Дали сметате дека чекорот ви е прекраток, па нема далеко да стигнете одејќи чекор по чекор, имајќи предвид дека времето, односно мандатот ви е лимитиран? Јас во ниту една ситуација и никогаш не сум ветувал брзи решенија. Затоа што брзите решенија, особено кога е град во прашање, тука ќе ги напоменеме, сакате сообраќај, сакате урбанизам, сакате загадување. Брзи решенија се брзоплети решенија. Како такви тие не може да понудат крајна солуција. За мене што е императив? Да до крајот на мојот мандат започна да се имплементираат политики до точка од која што нема враќање, а во смисло сакате на енергетската политика на градот, зашто сериозно имаме отидено напред, а визави тоа што 30 години претходно било уништувано. Сакате во имплементација на современиот градски превоз, сакате во подигнување на ингеренциите на градот, зашто градот веќе има изготвени посебни законски решенија доставени до владата, верувам ќе проговориме за нив. Да, поделени се тематски прашањата. Она што за мене беше императив, особено што сметам и за мене лично како човек, не како градоначалник, како политичар смета, а тоа е комуналната хигиена и загаденоста на амбиенталниот воздух. Тука не можете да се поставите дека работите можете да ги решите преку ноќ. Така ќе сгрешите. Или ќе понудите нешто што можеби привидно ќе личи добро решение, меѓутоа на краток или на среден рок веќе ќе се види целосната дисторзија на таа работа. Она што го работам јас, она што го работи градот во изминативе 2 години е поставување на целосно нови концепти кои што можеби во моментот или знаете како, кога лани јас зборував дека ќе донесеме нови контейнери кои што имаат можност и за чипирање во рамките на Smart City Скопје, концепт што го работиме сериозно и кој што ќе го видат граѓаните веќе во текот на другата година како продукт. Тука го кажавте тоа, имам и прашање за тоа да ги оставиме тематски едно по едно. Тогаш луѓето вика не постојат такви контейнери. Што се случува денес? Кога ги гледаме на улиците, имаме еден проблем што можеби звучи малку апсурдно. Меѓутоа комуналните редари, комуналните служби на градот Скопје ги едуцираат граѓаните како се отварат контейнерите. Разбирате, значи не зборувам или не предпочитам да разговарам или да зборувам за апстрактни категории или за брзоплети решенија. Меѓутоа зборувам за решенија кои што во овој град подолгорочно ќе остават можност да овој град креира сериозни политики. Боби, јас сум 2 години градоначалник. Сме ја вратиле можноста на овој град. Јас очекувам дека пред оваа година ќе ја земеме лиценцата за дистрибуција, да ја врати назад топловодната мрежа која што 30 години не беше во посет на градот. Ја решивме Дрисла. Прашање кое што повеќе од 8 и кусур години го обременува овој град и обременува животната средина во овој град. Градот е сериозно отиде напред во имплементација. Во градот се спрема тендерската документација за новиот систем на модерен јавен превоз и чекам, јас од тука ќе заминам во владата, бидејќи имаме работен состанок со премиерот, конечно да го добиеме зеленото светло дека владата ќе го финансира тој проект на градот, за да можеме година до година и пол од сега да зборуваме за сосема поинаков концепт и принцип на јавен градски превоз и да немате вие, јас, било кој од нас како граѓани на овој град потреба да влегува во автомобил. Подразбира еден систем, подразбира еден систем кој што не би сакал да го зборувам сега затоа што не предпочитам да зборувам за работи за кои што не сум сигурен дека ќе бидат. Она што го знам е по основ на устните договори што сум ги имал јас во владата. Градот работи на тендерска документација. Ние како град сме спремни. Нешто што овој град како квалитет имал зборување, ќе го биде трамвајот, ќе биде ова, ќе биде она, никогаш не спремил тендерска документација. Администрацијата што ја предводам во моментов, луѓето што работат натре во градот, ја спремаат тендерската документација. Градот 20 дена од сега, ако ги обезбедиме паричните средства, ќе може да објави тендер
И сето тоа веќе не зависи од нас затоа што се сложувате, веројатно Не, и говорите, ама за што никаде е тендерот? Дали е за трамвај или за друг тоа облик ќе го на... презентираме пред да го распишеме тендерот. Дозволете, затоа што сега не би сакал да го разговарам тој момент додека зашто? Затоа што не зависи од градот, зависи од тоа дали ќе биде финансиран проектот од владата. Не постои град во Европа што фундаменталното прашање на јавен градски превоз го има решено со сопствени средства. Секогаш централната Имаме власт многу помагала. прашања, за тоа реков, ќе одиме тематски, но уште едно прашање за почеток. Многу изјави, интервјуа по интернет портали, интервјуа и по други телевизии и многу објаснувања деновиве околу плановите за продажба на градската куќа. Меѓутоа, според реакциите во јавноста, малку кој ви ги прифаќа аргументите дека таа е недостоинствена за градската администрација, со што се подобри и подостоинствени му влосаните бараки од после земјотресот, замаскирани со гипс картон, наспроти барокната зграда со мермер кој не е мермер, ама личи на мермер, но е сепак нов објект. Станува збор за, се знаете како, кога сакам да има поговорка, како викаше градоначалникот на Тирана Ерион, имаше една поговорка што ја кажуваше, кога сакате да продаете камилата, немојте да ја кудите. Сега не ме терете да ги кажувам аномалиите на зградата, не е било добро зашто сме пред продажба. Независно. Градот нема да остане во бараките. Ако успееме во продажбата, официјално денеска почната, значи јас кажав од првиот момент, ние ќе направиме обид да ја продадеме, при што ќе бидеме транспарентни до болка. Денеска во петокот, значи, јас минатата недела пративме допис до советничките групи во Советот на град Скопје да номинираат членови на Советот како луѓе кои што би биле дел или од комисијата за продажба или би биле во нејзин надзор. Денеска имаше конститутивна седница, значи беа присутни тие што го најавија своето присуство и градот ќе влезе транспарентно во тој процес. Не е местото на градот никаде во Европа, никаде во светот. Во нормалните држави не е местото на градот некаде фрлен на страна. Не е фрлен на страна, тоа е веднаш против владата, таму го имате водовод градско предпријатие, таму ги имате новата зграда на Царини. Според деталниот урбанистички план се предвидуваат и некои хотели, значи тој може да биде и своевиден нов административен центар на градот. Има некои стандарди кои што важат секаде. Може да е собранието, може да е владата надвор од центарот, не може да е градот надвор од центарот. Сакате, и тоа го зборувам стално, појдете во Атина, појдете во Солун, појдете во Софија, појдете во Тирана, појдете во Сараево, појдете во Белград, појдете во Љубљана, појдете во Виена. Собранието е на страна, меѓутоа градската куќа е во срцето на градот. Таа локација е се, само не е срцето на градот. Број 1. Број 2, објектот таков како што е конструиран е условно кажано за потребите на градот мртвороденче. Зошто? Од кога го завршивме, а моравме да го завршиме, зашто беше почнат. И направивме постапка тендер со најдобра намера да ја внесеме градската администрација во таа градска куќа. Констатиравме дека преку сила таму можеме да внесеме 450 луѓе преку сила. Инаку оптимално би било за 350. Што значи дека овој град инвестирал 12,7 милиони евра однапред знаејќи дека тој објект нема да ги задоволи потребите на сега вработената градска администрација. Ма вие кога го осознавте ова, бидејќи имате изјави каде што велите, каде што прецизирате и рокови, ќе се вселиме. Ако влезете во тоа дека процесот на децентрализација допрва не следи, овој град ќе превземе плюс ингеренции. Тоа значи дека станува збор за премал еден простор. Да, кога ќе наследите објект во кој што градот инвестирал 9 милиона евра доека вие не сте дошле, што ви останува како избор? Да го направите, да се обидете да го продадете. Тоа ќе го направиме. Она што сакам
да го кажам, без оглед што контраверзии правеше опозицијата во градот, ние ќе бидеме транспарентни денеска. Добро, во контекст на таа транспарентност, да почнеме поред со транспарентноста. Која сума е точна? Онаа што може да се собере од тендерските документи, дека градската куќа чини 22 милиони или вашите пресметки за 12,7 милиони? Редуцирани се договорите кои што се објавени во Бирото за јавни набавки. По книговодствената евиденција, тоа е, верувајте, прецизна евиденција на градот Скопје, од буџетот на градот Скопје за изградба на објектот на градската куќа се потрошени 12,7 милиони евра или онолку колку што ние како минимална цена ја нудиме на јавна продажба. Договорена е веќе трампа, како што обвинува опозицијата, со одредени бизнисмени за одредени други објекти? Па не можам да кажам, затоа што, знаете, они има една теза дека тоа било договорено бизнис претходно. Па потоа се јави Макоил дека и он е заинтересиран за таа работа, што само зборува само по себе дека таква работа нема. Ние ќе ја понудиме на продажба. Имаме почетна цена, ќе видиме која цена ќе ја постигнеме на електричната аукција. Електронската аукција. Јас се надевам дека тоа ќе биде повисока цена и ќе направиме некој бенефит. Ако ги реализираме средствата, тогаш опозицијата што сега зборува, не сакам да бидам сватен дека сум вообразен, ќе добие лекција и по транспарентност, и по начин, и по квантитет, и по износ, и по квалитет на тоа каде треба да стои седиштето на градот Скопје. Што продавате, бидејќи градската куќа е сега условно составена од два дела, дел резиденцијални канцеларии на градоначалникот кој што се на самиот плоштад и делот за градската администрација кој што е спроти владата од другата страна на врата. Што ќе продавате? И мене ми е секогаш се продаде тоа до водовод, крши владата. Ова другото е дел од некако си договор што го имаме направено со Самсоненко како град, зборам, не ние, значи градот го има направено за инвестиција, он таму си гради хотел и деловен центар, а за сметка на некои ослободување и бенефиции што ги дал градот Скопје, треба да добие резиденцијална канцеларија градоначалникот на градот Скопје и матична служба долу. И сега, ако беше толку атрактивна оваа локација за која што збора цело време дека атрактивна, зашо не му е дадена на Самсоненко, ние ќе се направиме градска куќа на плоштад? Добро, или зашо не му е дадена? Ама не, што вие велите? Знаете што, кога некој ќе ми каже дека била многу атрактивна локацијата на градската куќа до водовод, зашо Мијалков не го направи мериот таму? А градот да си добиеше градска куќа на плоштад? Зашо Самсоненко не си направи таму хотел и деловен центар, градот ќе се направеше официрски дом со некаков додаток? Голем дел од тие објекти не се градат, можеби ќе правите некакви договори. Моето прашање е што ќе правите со резиденцијалниот дел, ќе го задржите или не? Зборувам за лицемерието у политиката. Не зборувам сега за кој што ќе прави и какви биле намерите. Да кажеш дека тоа е супер ултра атрактивна локација и дека градот еди си не знам што ќе загубел затоа што ќе продал таа локација, за мене се извинувам лицемерие. А каде ќе биде? Рекосте... Значи, јас би сакал најпрво да започне, и веќе започнува постапката, да отиде огласот. Ако успееме во продажбата, ќе бидеме транспарентни во целиот тој процес. Меѓутоа, она што знам е дека ако успее целата продажба, ако ги реализираме средствата, градот има можност да се смести на соодветно место, лесно достапно за граѓаните, достоинствено на главен град на една држава. На плоштад? На плоштад. Во чиј објект? Таму има сега повторно се вртиме околу имињата кои што ги споменувате, се знаат хотелите и објектите чии се и во чија собственост се тие објекти кои што се градат. Најпрво да го доведеме градот во финансиска состојба, тоа може да го поднесе преку продажбата. Од која ќе биде реализирана, ако биде реализирана продажбата, ќе ги соопштиме транспарентно нашите планови. Добро. Инаку сега да ја замараме јавноста со нешто што градот можеби нема да го реализира, едноставно депласирано. Одиме конкретно веќе со темите кои што се дел од прашањата на граѓаните и вашиот последен проект, а тоа е поврзан со чистотата во градот. 540 контейнери за комунален отпад, велите со нив ќе се заменат 1800 од вкупно 4500 до сегашни стари контейнери. Тука дополнително сте уште 950 канти за џебен отпад и само 30 за селектиран отпад.
И сега, ако ги имаме предвид сите тие свечености кои што ги беа направени за овие 540 контейнери, а притоа имајќи дека она што е вообичаено и тренд во светот е само 30 за селектиран отпад, тогаш што е новото, освен тоа што се овие така по-лични, по-чисти, и старите имаат капаци, ама со годините никој не ги мил, не ги чистил, па затоа се сега капаците отворени, бидејќи е едноставно здравствено опасно да отвориш контейнер и да фрлиш го. Добро, овој контейнер може да го отворите без да бидете здравствено загрозени, затоа што постои механизам што потоа автоматски го затвара капакот. Например, за разлика. Значи, станува збор за нешто што прв пат се случува во нашиот град како квантитет. Меѓутоа и како квалитет. Од една страна. Од друга страна, имам во предвид дека градот, за жал, заради неодговорното спроведување на постапките за депонијата Дрисла, не е во можност се уште да може да има Дрисла или како град, или како партнер, за да може да креира комунална политика. Нешто што мислам дека навистина доволно долго е направено. Она што сакаме да го направиме, ова е само почеток. Не може, значи, ако нешто не постоело како такво, самата помислена селекција на отпад во Скопје до вчера, да речам, условно кажано, или до минатата недела дека ние не промовиравме, како таква, едноставно како категорија не постоеше. Сега ги правиме првите чекори, за жал, премногу доцна, се сложувам со вас. Не, еве го изречањето. Одлично што се менуваат канти за отпад, тоа е минимум кој што се однесува на тековно одржување на градот. Но планирате ли да преземете нешто за селектирање на отпадот, бидејќи нови канти се тековни работи, а не нешто што треба за што треба да се прави промоција како феноменално достигнување. Во моментот одам до соседен блок и селектираниот отпад го фрлам. Дајте некои крупни промени, а не козметички. Прашање од гледач со коментари. Не можам да се сложам дека стане збор за козметички, веројатно и вие сте ги виделе и овие капацитети кои што ги имаме, и овој изглед, и овој квалитет визави она што градот го имаше. Значи, нити па тоа е нешто направено дека е не знам колку спектакуларно. Да, ние го промовиравме затоа што станува збор за почеток на еден сосема нов концепт на третман на комуналниот отпад, кој што на крајот треба да заврши дека секој домакинство кој што живее во индивидуалните куќи ќе треба да има повеќе канти за различен вид на отпад. Покрај сите овие контейнери кои што ќе ги имаме сега, во текот на наредната година ќе го надоградиме овој систем, значи не можеме, затоа веламе чекор по чекор. Илузорно е вие да Чекате, лани во ова исто студио рековте дека ќе има паметни контейнери кои кога ќе се наполнат, ќе му даваат сигнал на комуналното предпријатие и ќе дојде да ги испразни. Овие контейнери кои што сега се поставуваат во градот Скопје ги имаат слотовите за чиповите. Тендерот за Smart City е веќе завршен како таков и старта оваа година, меѓу другото waste менеджментот, тоа е тоа, ќе биде една од барањата кои што ние ги имаме поставено до потенцијалните партнери на градот во Smart City концептот. Значи ние ги имаме компјутерите, ги имаме контейнерите, треба да дојде софтверот кој што ќе овозможи вградување на чипови, меѓутоа ова е само почеток. Во текот на наредната година овој период ќе следи втората фаза од новиот третман на комуналниот отпад, кој што велам на крај како императив, чекор по чекор, Вови, не можеме се одеднаш. Нити сме финансиски моќни како град, зборувам за да можеме да направиме толкава субституција на нешто што 30 години имало тотална негрижа, меѓутоа можеме да започнеме. И затоа е тоа, да, сега се само 30 за селекција на отпад. Наредната година ќе влеземе со надоградба и на ова што сега, кога лани го промовирав и кога зборував дека може да бидат паметни контейнери во смисол на кога ќе се пополни да се празни, наредната година ќе влеземе во сосема поинаков концепт. Мојата желба, мојата идеја е да секој граѓанин има картица со која што ќе може и на тоа работи градот, не е само што е мојата желба и идеја, на тоа работи градот во моментот, да во текот на наредната година секој граѓанин кој што живее во зграда ќе си добие картица со која што ќе го отвора контейнерот, инаку нема да се отвараат, за да може да го фрли отпадот во контейнерот што е определен за неговата зграда. Да го селектираниот отпад внесе во контейнер кој што е определен за селектиран отпад на неговата зграда.
сега, значи сега одам чекор понатаму бизави ова што го најавив лани дека ќе бидат смартови. Меѓутоа затоа е чекор по чекор. Некако како ви кажам, да не можеме ние да влеземе од контейнери кои што немаа капаци и кои што кога ги гледате во нашиот град ви остават впечаток дека е најпрљавиот град на свет. Имаат ама се отворени, ама вака чекор по чекор 540 контейнери. 540 контейнери. А треба да се заменат 4500 досега. Со тоа што не, ова е 1/3 од чекорите. Би сакал само една работа да знаете. Контейнерите 4500 кои што ги имаше овој град се со зафатнина од 1,1 литар или 1,1 кубен метар. Контейнерите што сега ги ставаме се со зафатнина од 3,2. Што значи еден ваков контейнер заменува 3 од постојните. И затоа со 540 вие де факто заменувате некаде околу 1700, отприлike сега да не ја прецизирам математикава до крај. 40%, затоа мене не ми одеше математиката, ама вие ја рачунате литражата. И сега доаѓаме до втората компонента која што е неопходна, и која што е директно поврзана со ова, а тоа е дрисла. И сега, со оглед на се што се случува, прашање повторно од гледачи. Дали навистина дрисла останува под ФЦЛ амбиенте или ја управува градот, бидејќи се чини дека компромис нема и се е само формалност? Никогаш не можам да одговарам за неработењето на другите институции во нашата држава. На кој? Например, Централниот регистар во конкретниот случај. Зашто? Зашто? Затоа што се создаде правна ситуација во која што ние донесовме соодветна одлука на Советот на град Скопје, со која што ја прекинавме постапката и донесовме одлука да се реформира, тоест да се формира одново она што како јавно предпријатие било дадено на италијаните. Во Централниот регистар со тие 6 регистратори и директорката, јас лично бев, не може да најдам на разбирање, затоа што имаме различно правно толкување или скриени мотиви на регистраторите и директорката на Централниот регистар, или сраф од Сашо Мијалков, и сите знаеме дека он го води тој бизнис. Ама чекайте сега, вие рековте дека сега од тука одите во влада, таа директорка е именувана во влада, што ја именува партијата и лидерот на кој што до вчера сте му биле подпредседател. Јас ако тоа не заврши, ќе побарам како градоначалник јавно разрешување на регистраторите од Централниот регистар и на директорката на Централниот регистар. Што значи во овој момент градот формално правно не е собственик на дрис? Градот има донесена одлука. Значи, со одлука на Совет на град се дава на италијаните, со одлука на Совет на град се прекинува постапката и ја бараме назад на наша собственост. Централен регистар одбива да ја отпише. Ние сме у жалба. Ова се работи што не сум ги општел, меѓутоа им реков и во тој момент на нив. Во моментот кога мене некој ќе ме прозбе за дрисла, јас ќе ја кажам вистината. Вистината е оваа. Дека таму имаме луѓе што не се спремни да го превземат ризикот на функциите што ги носат. А тоа е да ја почитуваат одлуката на Советот на град Скопје. Ако ова заврши неуспешно за град Скопје и без правен основ остане дрисла во владение, значи не е ни веќе собственост, бидејќи укината одлуката во владение на италијаните, ја ќе барам и кривична одговорност за секој од нив поединечно, меѓутоа ќе барам и разрешување на директорката на Централен регистар, затоа што ако се неспособни да спроведуваат одлуки на надлежен орган Совет на град Скопје, тоа треба да се заминат, а не да се кријат позади некакви си правни лавиринти. Имаат работа, ја држат се уште италијаните. За жал. Вие контрола имате? Немаме апсолутно никаква контрола, иако одлуката на Советот е некаде од јули месец. Ја тука компромиси нема да правам, Боби. Значи, премногу пател овој град во изминативе 8,5 години. Премногу пари загубил овој град во изминативе 8,5 години. За сега дозволам, заради каприците на некои луѓе таму, неспособни, некадарни, нехрабри, можеби има други мотиви, не сакам да навлегувам во таа приказка, да не ја спроведеш одлуката на Совет на град Скопје дека се враќа да биде јавно предпријатие. До кога ќе го толерирате овој и колку трајат сега сме во постапка по одлука на жалба. По второстепена владина комисија не си дозволувам како човек да се јавувам по телефон и да ургирам, иако има работни состаноци во Централниот регистар на оваа тема. Меѓутоа, ова е нешто што јавноста треба да го знае. Градоначалникот на град Скопје, заедно со администрацијата,
подпомогнат со одлуките на Советот. Донесе одлука со која што Дрисла треба да се врати во собственост на градот Скопје. Во Централниот регистар имаме раководно лице и 6 регистратори, неспособни, некадарни, нехрабри да ја спроведат одлуката на Советот. И тоа е вистината. Сега не знам дали да ги поставам, односно колку ќе бидат сите релевантни одговорите на следните прашања, но ќе ги поставам бидејќи дилемите околу загадувањето произлегуваат од нив. Гоце Тасевски, дали е точно дека во топлана, Дрисла и цементара се согорува токсичен и радиоактивен отпад увезен од Италија? Викендов мислам дека по социјалните мрежи излезе таква вест. Јас ги повикувам граѓаните не секогаш така лесно да подлегнуваат на некои вести кои што не се до крај точни или не се до крај проверени. Она што јас го имам како информација од страна на царинските служби, а сепак тука најнадлежни органи се Царинската управа и Министерството за внатрешни работи, такви сознанија они немаат. Она што можев да го видам по социјалните мрежи се слики до кои што јас имам дојдено пред околу 2,5 години. Да, имаме уште едно прашање. До кога ќе се увезува токсичен и медицински отпад? Но со оглед на претходно кажаното дека немате контрола врз Дрисла, како може да Дрисла е на што ги работа, темелите овие аргументи? Значи јас ги темелам по основ на увоз. Сега не зборуваме за шверц, тоа е криминал. Меѓутоа пак упатувам на надлежните органи во оваа држава. Од друга страна, Дрисла како инсталација, иако е собственост или надлежност на градот Скопје, од една страна подлежи, бидејќи е А категорија инсталација, под инспекцијски надзор на Државниот инспекторат за животна средина. Ние како инспекторат, ние како град, многу често сме знаеле да влетаме онаму кај што сме немали ингеренции и тоа го правиме. Јас немам сознание. Немам релевантни сознанија дека некакви информации за наводно согорување на токсичен отпад, особено што во Дрисла во моментот вие имате само инсталератор за согорување на медицински отпад. Другиот отпад се складира. Тоа е па другиот дел од трагедијата на неуспешноста на приказната наречена Дрисла, што ја сега се обидувам, ама нели не успевам заради Централниот регистар да ја надминам како квалитет. Во Дрисла во моментов, освен медицински отпад, друго ништо не се спалува, така што да кажете дека во Дрисла се согорува токсичен отпад, едноставно таму нема инсталација која што воопшто би можела да прими нешто како токсичен отпад. Не па да го согори. Не сте собственик на Дрисла, но сме, ама го немаме владението. Следното прашање е дали би дозволиле како градоначалник да се изврши инспекцијски надзор на Дрисла и уште 3 критични локации на територијата на градот од страна на независен фактор или засегнати граѓански организации. Најсвирканите инсталации во Скопје кои што се однесуваат на загадување на животната средина и амбиенталниот воздух се Дрисла, Железара и Усија. Тие како такви се надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, меѓутоа секој заинтересиран граѓанин кој што мисли дека е доволно квалификуван или може да донесе доволно квалификуван, јас ќе го предводам тој човек да влеземе заедно во тие инсталации. Иако тие не се, да речам, моја ингеренција, ама ја живеам во овој град, Боби, моите деца живеат во овој град. Еднакво сум засекиран за состојбата во животната средина и во амбиенталниот воздух како било кој граѓанин во нашиот град. Господин Шелегов, поентата ми е друга. Ако постои експерт, јас мојот телефон го имате вие, запишете го, пратете го на човекот, не знам кој го ви го поставил прашањето. Градоначалникот на град Скопје стои на располагање на било кој независен експерт кој што има доволни квалификации. Ќе го предводам со цел да овозможам непречен влез во било која инсталација на територија на град Скопје, за да направиме заедно експертиза, за да тргнеме сомнеш било каков од тоа дали ова или она инсталација го загадува воздухот, иако таа инсталација не е надлежност на градот, туку е на државата. Во контекст на ова последново, не е надлежност на градот, туку е надлежност на државата. Во ова студио пред неколку емисии беше вашиот градскиот инспектор, имаше одредена дебата што тој направил, до каде тој може да оди, до каде од каде продолжуваат државните инспектори. Господине Шелегов, свесни ли сте што е она што најмногу ги иритира граѓаните? Да, тоа е што секое прашање почнува и завршува.
Проблемот е што нашата надлежност е до овде, оттаму почнува централната власт, а сте од иста партија, или пак кога ќе почнеме да говориме околу проблемите на градот како град, тогаш доаѓаме до прашањето моите ингеренции се до оваа улица, оттаму се на градоначалникот на општината, на аеродром, на центар, на Бутел и повторно се сите и свесен и сте председател на ЗЕЛС и сите очекуваат седнување на маса, меѓуинституционална координација и решавање на тие проблеми. И свесен заради таквите дисфункционалности во системот се тие. Не е прашањето тука дали ќе си префрламе одговорност. Не, ама тие се пренесуваат од градоначалник на градоначалник и никогаш не ги решаваме. Постојано само ги дискутираме. Само слушате ме. Значи свесен, јас како градоначалник на градот, свесен за дисфункционалноста на системот. Односно можност да се префрлаат обврските од еден на друг. Јас реков дајте ги на град Скопје. Ние изготвивме закон за комунална полиција. Тој е влезен во системот на децентрализација што би требало како пакет на закони да влезе во собранието пред нова година. За да утре никој, вклучително и јас како градоначалник, нема алиби. Знаете, за да регулирате сообраќај во Скопје, вам би треба да имате координација со Министерството за внатрешни. За да спалувачите на огнови и дивите населби, што се иста така карактеристика, да речем, на неколку точки во нашиот град, би треба координација со Министерството за внатрешни и Министерството за труд и социјална политика. За да ги решите дивите продавачи по пазарите, ви треба Министерството за внатрешни пазарна. Трудова, мислам веќе и јас сум во таа рашомонијада. Сите се ваши колеги со партици, заедно седите во централни извршни одбори. Што е проблемот да седнете на маси и се да се искоординирате? Сето тоа е во ред, меѓутоа, она што денеска може да е приоритет за градот, не е приоритет за пазарна. Она што е приоритет денес за пазарна, не е приоритет за Министерството за труд и социјална политика и тука ние можеме да си играме пинг-понг до безсвест. Свесен заради тоа, ја реков луѓе доста е. Ајде да направиме закон за комунална полиција, да ги префрлиме ингеренциите на градоначалникот на град Скопје. Дали му се бендисува на некого или не, меѓутоа секогаш сум транспарентен во политиката. Доброволно прифаќам обврска плюс, за која што сега, она што го велите вие, ја можам да кажам овој, не овој, оној, не оној, не сум ја. Не сум таков човек по карактер. Нити сум човек кој што бега од одговорностите. Јас сум спремен на градот да прифатам повеќе одговорности од она што ги има во моментот, меѓутоа мора да се знае кој е алфа и омега во градот, не во персонална смисла. Туку ако лоцираме или бараме од градоначалникот на град Скопје да реши определени проблеми, дајте тогаш да му ги одврземе рацете. Таков законски текст е спремен. Тој законски текст е пратен до 17 институции. Е во фаза заедно со Министерство за локална самоуправа, заедно во договор со председателот на владата, бидејќи влегуваме од позиција на ЗЕЛ, што ја споменавте вие, влегуваме во втората фаза на децентрализација, тие ингеренции конечно град Скопје после нова година да ги добие. Ако ги добиеме тие ингеренции, ќе се конституираме како град комунална полиција, тогаш ќе нема никој што ќе седи во иднина на фотелјата на градоначалник на град Скопје, нити можност, нити алиби, нити право да кажува ова е, оно е, ваков е, таков е. Јас сум спремен таа одговорност во овој момент да ја превземам. Да одиме со кратки одговори. До кога ќе бидеме најзагаден град во светот? Сериозно влегуваме во борба со главните причинители на загадувањето во нашиот град. И би сакал, пак ја апелирам, да ги примаме со резерва информациите кои што се пласираат по социјалните мрежи. Скопје и во текот на минатата година. Тоа не значи дека тоа ќе нема да ни се случи годинава. Борбата со загадувањето не е борба која што може или во која што има само едно решение. Таа е перманентна борба на сите фронтови, на сите полиња. Таа е долгорочна или среднорочна, да не бидам долгорочна кога ќе кажам лошо разбран, макотрпна, секојдневна борба во која што треба да предначат институциите, меѓутоа мора да партиципираме сите како граѓани. Не можеме да бараме да си ги задржиме старите животни навики, да се однесуваме кон животната средина како луѓе на ист начин, а да очекуваме дека состојбата ќе ни се подобри. Веројатно ќе треба сите да смениме малку од сопственото поведение. Ова е непопуларно што го зборувам за политичар. Меѓутоа сум многу свесен
дека градот треба да предначи во таа борба. Меѓутоа граѓаните мора да бидат заедно со нас во таа борба ако сакаме да имаме имам други прашања сосема накратко. Како со само 27 инвертер клима уреди од таа акција Врати печка доби инвертер клима за цел аеродром? Во текот на утрешниот ден од она што јас мислам го имам како сознание, ќе има заедничка пресконференција на председателот на владата, министерот за животна средина, каде што акцијскиот план на владата, особено кој е Скопје, со замена на инвертери, замена на... Ама вашиот колега излезе, за аеродром се предвидени 27. Веројатно толку има средства, знаете, сиромашни се општините. Сега градот Скопје спроведе малку помасовна во смисла парична една акција за таа работа. Не е сега јас да го правдам или не го правдам Златко Маријан, веројатно дека била проценката дека толку имале буџетски средства во општината Аеродром и тоа како мал контрибут го дале во текот на оваа година. Иван Јакимовски, каков му е планот на градоначалникот, што ќе правиме со дивите депонии? 320 диви депонии во нашиот град се веќе тргнати, отстранети, се обидуваме да направиме инспекцијски надзор. Иако, пак ќе речам, да не видам пак сега лошо разбран, тоа е работа на општините, јас работи градот. 320 депонии се расчистени диви, остануваат 3 или 4 сериозно критични точки, као што е Визбегово, као што е Вардариште, као што е местото под Калека, што имаме дива населба, што на неколку пати до сега раселуваме како град, кои што како такви ќе мора да ги решаваме и веќе сме во некаква си фаза на решавање со цел да тие како палење на огин. Знаете дека овдека кај Вардар го решававме проблемот со депонијата која што постоеше уште од земјотресот 1963, така што една по една или чекор по чекор како што ја почнавме емисијата, ќе ги надминуваме тие прашања. Граѓаните бараат конкретни одговори без оглед на комплицираните постапки. Неколку конкретни прашања од Лазар Ѓуров. Зошто не се зголеми бројот на инспектори, има вишок администрација, нека ги преземат? Веројатно Лазар Ѓуров, ако е истиот на кој што јас и вие знаеме, е граѓански активиста кој што би требало да знае дека инспекцијски кадар не се произведе преку ноќ и не можете постојните служби во градот или во остатокот од администрацијата едноставно административно да ги префрлите како инспекцијски служби. Градот, за разлика од минатото кога се развивале шоферските и чуварските служби, ова стратешка одлука моја е да ги развиеме инспекторските служби. Меѓутоа, за да влезат во тие служби определени квалификации едноставно мора да има. Градот има отворен конкурс за прием на 12 нови инспектори. Кој ги контролира малите и средни фирми на територијата на градот? Има ли регистар? На дополнето на тоа прашање од Мики Стојановски, да и не се само малите фирми, туку и индивидуални занечиски работилници кои работат на црно и се греат на црно. Има ли регистар кој го контролира сето тоа? Градот има регистар на така наречени индустријски капацитети кои што се носители на Б лиценци, тоа го сервисираме редовно. Јас кажав и во текот на денешниот ден на пресконференција имавме едно прашање од ваши колеги дека ние направивме 2 вонредни надзори на тие инсталации, меѓутоа имаме и определени сознанија и веќе имаме интервенции и со затварање и со парични казни од страна на инспекторатот на градот Скопје до помали субјекти кои што едноставно не се влезени во никаков систем на лиценцирање, сепак за затоплување користат или гума, или изгорено улје, или тоа се обично автосервиси, таков тип на капацитети кои што се под посебен мониторинг. Конечно, ние го правиме перманентно, а тоа граѓаните можеа да го видат и во текот на овој период што измина, е дека правиме сериозен видеонадзор, дронски видеонадзор, значи вистински од местата со цел да ги лоцираме изворите на загадување. Воведовме за прв пат, што е можеби за поздравување, можеби не сега субјективно, тоа не би сакал да влијам, кампања за спалување со стрништа. И можевте, и граѓаните може да видат, верувам и вие видовте, дека за прв пат повеќе од 400 кубици на органски отпад наместо да биде запален и да биде внесен во воздухот во нашиот град, едноставно беше бесплатно подигнат од нашиот град. Таков тип на комбинирани акции, кај што ќе имате понуда за алтернатива на граѓаните како солуција од една страна, меѓутоа и опасност од санкција
Од друга страна е нешто што ја мислам дека како избалансирано го спроведуваме во пракса. Ја заокружуваме темата на загадувањето, зошто автобусите се набавуваат сега, ќе стигнат дури во пролет, октомври, нема мерка за прекинување на градежни активности, нема мерки за редукција на сообраќај, нема мерка за обележување на возила и исклучување на тие кои се надвор од екостандардите. Тоа се тие популарни еко-лепинки кои што беа најавени и ако може одговорот да не биде немам надлежности. Да, за жал. Ги знаат очигледно граѓаните. Не е што ги знаат. Значи, ја би сакал ајде заеднички, ја ги повикам граѓаните секогаш, ајде заедно да ги лоцираме институциите каде што е проблемот. Идејата за еколошко мапирање на возилата беше идеја моја. Ноември 2017 во првите месец дена од градоначалник, како така. По основ на таа моја идеја, градот Скопје направи координација со институциите од централните институции, Министерство за внатрешни, Министерство за економија. Изготвивме текст, имавме параметри од 5 европски држави и носител на таа активност во формална смисла на зборот мора да биде Министерството за економија. Зошто Министерството за економија? Тој закон се уште го нема поднесено. И зошто тоа не е усвоено, навистина не можам јас да го кажам во дадениот момент. Постапката за јавни набавки на автобусите МАН кои што ги исклучивме е постапка која што ја водевме по правилата на ЕБРД. Градот, согласно одлуката на Советот на град Скопје, меѓутоа и одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за гаранции, со цел да ја намалиме каматната стапка, постапката ја дадовме да ја води ЕБРД. ЕБРД ја водеше постапката и ја заврши некаде во август месец, конкретно август месец оваа година, а ја започна во јануари оваа година. Согласно тие беше избран еден од најреномираните светски автобуси, МАН, производител на автобуси МАН, кој што има рок за достава на тие автобуси од 7 месеци од денот на подпишувањето. Подпишувањето беше во текот на минатата недела. Јас очекувам дека можеби дел од тие автобуси и во текот на зимото ќе бидат присутни во Скопје. Не е да купите автобус како да купувате леб во продавница. Добро, но има уште едно прашање. Што направивте во текот на летово за сега зимава да имаме помало загадување? Значи, пак ќе ги кажувам тие работи кои што се секое действување на градот, што директно, што индиректно се однесува на заштита на животната средина. Барањето што е направено е сосема погрешен пристап, не затоа што не е направено, туку затоа што се очекување дека тоа може да се реши некако со една мерка. Она што упорно го зборувам, она што упорно ќе го кажуваме дека е тоа сет од мерки од перманентен карактер. Подобрувањето на состојбата на сообраќајниците индиректно ја помага животната средина. Пробивањето на нови коридори за алтернативен начин на сообраќај индиректно или директно ја помага, да речам, животната средина. Прв пат внесовме, ние сме пионери, град Скопје е пионер за замена на грејните тела на тврдо гориво со инвертери. До сега немаше. Значи, еве, ако да кажам условно на хардкор што е направено, еве, например, тоа е направено. Имате таков сет на мерки. Сакате отварањето на Ибни Пајко паркот во малиот ринг во Скопје е на свој начин мерка против загадувањето. Затоа велам, не постои мерка која што е стрикна, ова ви е за загадување, ова не ви е за загадување. Овој град го основаше градски енергетски системи. Овој град после 30 години се доведе во позиција да биде барател и таа постапка е започната пред регулаторна комисија за лиценца за дистрибуција на топловодна мрежа. Фундаменталното прашање, ако сакате да зборуваме за загадувањето, е решавањето на затоплувањето на домовите во нашиот град. Нешто што 30 години било пропуштено. Не сакам никогаш за И освен што има сега ново јавно предпријатие што ќе се смени во пракса, сметките ќе стигаат од бекината. Зошто? Видете, значи да ги делите согласно закон кај нас. Имате производител, дистрибутер, снабдувач. Она на што во моментот градот претендира, тоа е дистрибутер. Она на што ќе претендира после нова година и ќе барам да биде укинат договорот со БЕК, тоа е снабдувач.
тогаш сметките ќе бидат на име на ГЕС. Скопје има 3 енергетски системи во неговиот град, на територијата на градот. Прва ви е онаа која што сега управува БЕК, втора ви е ЕЛЕМ енергетика, трета ви е Скопје Север, поранешна топлификација. Сите тие 3 во енергетска смисла на зборот, и ова сум го зборувал неколку пати, се енергетски острови. Зошто? Затоа што се неповрзани. Што значи неповрзаноста? Неповрзаноста значи дека вие во северниот дел на градот добивате поскапа топлинска енергија од онаа која што добиваат граѓаните во јужниот дел од градот. Во ЕЛЕМ енергетика се произведува 24 часа енергија која што не ја употребуваме во другите делови од градот затоа што не е поврзана со остатокот од мрежите. Тоа никој како енергетска стратегија на градот не го разговарал во изминативе 30 години. Сега го водиме градот во позиција да можеме да ги поврземе сите 3 системи. Ако ги поврзете сите 3 системи по дефолт, цената на енергијата паѓа и најевтиниот начин всушност и најеколошкиот, централното грејење, го правите достапен до што е можно повеќе домови. Втора работа, што поминува некако незабележана, која што е една од можеби најбитните работи. Во текот на минатата година ние го затворивме како град Скопје секундарниот гасоводен прстен околу нашиот град. Гасот, односно градот, сега е технички спремен да може да започне со терцијалната гасификација на сите делови од градот. Нешто што порано го немаше. Така што тоа е процес кој би требал не помалку од 10 години. Меѓутоа, Боби, овој град до лани немаше гасоводен прстен. Тоа е направено во текот на минатата година. И сега, тоа што значи? Ја чекам стратешката одлука на владата. Имаме тука сериозно разминување со Министерството за економија, кое што бара да има јавно-приватно партнерство. Јас сметам дека градот треба да е тој кој што ќе води газификацијата, со цел да навлеземе, особено во деловите што не може, го имаме градот мапирано во овие 2 години. Каде ќе одиме со топловодната мрежа, каде ќе одиме со гасификацијата. Да одиме паралелно на исто место со двете, не сме доволно богати. Ме разбирате? Значи, мора да го поделите градот како таков. Откако како државна стратегија, терцијалната гасификација ќе започне, во тој момент, во исто време, вие можете да започнете гасификација на Ѓорче, на Драчево и на Радишани. Тоа е она што го сработи овој град во изминатите 2 години. Тоа е сериозен контрибут во борбата против загадувањето. Стратешко решавање на проблемот. Не можете тој проблем да го решите од денес за утре и не се решава така. Ако не го решите со стратегија енергетска на овој град, нема да го решите никогаш, резултатите ќе бидат полоши. Поттикнувате се повеќе и повеќе нови прашања, а времето е ограничено. Одиме на реклами, па следниот блок е инфраструктура со брзи и кратки одговори на прашањата, бидејќи ги има многу. Се враќаме назад во студиото. Петре Шелегов, градоначалник на Скопје, мој вечерашен гостин. Многу забелешки зошто токму само градоначалникот на Скопје, а не и на другите градови, но прашањата покажуваат и интересот покажуваат дека очигледно има потреба и од ваков тип на емисии. Споменав и во најавата, чекајќи ги ја сезоната на носење заштитни маски, она што се гледа низ градот е сега мирис на асфалт и тоа што е видливо е фактот дека не оставате со месеци да гледаат граѓаните дека се работи на одредени улици, се завршуваат брко. Нема го потенцирате тоа во рекламите, прашањата што стигаат е зошто ви се улици и патишта, јавно предпријатие, а ако сите сообраќајници сега што велите се градат брзо, ги градат приватни компании? Улици и патишта е наследен концепт на овој град кој што, како што реков, во дел, за жал, овој град се уште действува под инерција од 80-тите години. Меѓутоа, не е доволно моќно предпријатие да може да ги носи реконструкциите на начини со квалитет како што јас барам. Впрочем, и цените кои што улици и патишта може да ги обезбеди се сериозно поскапи во однос на тоа што можеме да го добиеме во рамките на јавните набавки. Улици и патишта не се замислени како концепт, како фирма која што ги гради градските улици, туку како фирма која што ги одржува.
Затоа треба да ја правиме таа основна разлика. Сосема кратко, многу прашања ќе ги прескокнам, бидејќи се Кога сме кај прашањата, Боби, она што го зборевме надвор, дека беа камерите. Јас сум спремен. Кажете ми кој понеделник да дојдам. Од 8 до последното прашање. Без временско ограничување. Тоа ќе го договориме со нашиот менеджмент, бидејќи има многу прашања и за директни јавувања преку телефон. Меѓутоа, еве, ќе ги столпчиња на Ацо Шопов. Зошто нема столпчиња на Видој Смилевски Бато? Од друга страна, градот многу грдо изгледа со тие столпчиња со кои што се оградуваат тротоарите. Нема ли друг начин да се бранат пешачките премини од несовесните возачи? Градот во овој момент работи една студија која што меѓу другото бара студија за видеонадзор, која што малку бара повеќе време, затоа што меѓу другото анализа на тоа што го работиме и кои се законски прописи треба да се сменат за да можеме видеонадзорот на улиците да го внесеме во системот на казна. И очекувам дека некаде март другата година ние ќе излеземе со целосен еден концепт за видеомониторинг на улиците, за казнување по основ на фотографија и кои се законските прописи кои што треба да бидат сменети за да може онака како што многу луѓе кажуваат, како е на запад, ќе ти ја слика колата, ќе ти ја прати дома фотографијата, па ти гледај да не ја платиш казната. Истото се прави и со депонирањето на отпад. Истото ќе биде, значи пак велам, тоа е еден малку посериозен опфат бидејќи опфаќа барем до сега што го имаме анализирано измена на повеќе од 19 закони за да можеме да воведеме таков еден систем. До тогаш ќе мораме физички да го браниме просторот, јавниот простор од несовесните возачи. Кратко. Она што сакам, само уште една реченица, го ценам времето. Некаде во август месец ние пуштивме мобилна екипа што ги снимаше прекршоците. Ова се пикантерии во рамки на оваа работа што ја работиме. На територија на општина Ѓорче Петров, само на пример, за 45 минути, за 1 сат, движење на возилото што ги снимаше прекршоците, софтверски ги снимаше прекршоците, констатиравме 45 прекршоци во сообраќајот. Кога ќе го введеме тој систем, веројатно ќе имаме малку посериозен квалитет и примерност во однесувањето во сообраќајот. Се тврди дека деталните урбанистички планови далеко го надминуваат генералниот урбанистички план, што е нелегално. Дали е точно дека вашата администрација го истражувала тоа и кои се наодите? Во делови од градот, особено да кажем во централното градско подрачје, она што беше во минатото атрактивно, нелегално биле внесувани вредности во деталните урбанистички планови што ги имаат надминато вредностите во генералниот урбанистички план, што е видливо. Како ќе се санкционира? Значи не може да го санкционирате веќе сега затоа што тој план бил донесен од страна на Совет, таму немате индивидуална одговорност, бил одобрен да кажам и од градот и од тогашното Министерство за транспорт и врски, објектите на крајот на денот се изградени и го имаме ова лудило од урбанизам што го гледаме во Скопје. Меѓутоа, она што треба да го знаете дека таква работа во последните 2 години во нашиот град не се дозволува. Сосема кратко, но често поставувано прашање и веројатно ги интересира граѓаните, дали во новиот ГУП се уште го има вцртано булеварот Крушевска република, ако да, дали и во овој ГУП ќе биде по истата траса или ќе се измени, односно ќе биде надземен или подземен? Ние ги почнавме подготовките за изработка на новиот генерален урбанистички план. Минатава недела имавме пресконференција заедно со министерот за транспорт и врски, бидејќи станува збор за можеби за најсериозен документ што може да биде донесен во градот Скопје. Она што во овој момент го знаме тоа е дека така наречената јужна обиколница нема да има, бидејќи тоа бара сериозна девастација на водно. Другите допрва ќе бидат предмет на анализа, која е нивната изводливост и која е нивната рационалност да постојат во плановите. Зошто? Затоа што ако ја поставите улицата и ако постои како таква, таа може да биде пречка за евентуален развој. Крушевска република е булевар што се движи од Тутински комбинат, покрај Народна банка, преку Моска и Вардар излегува кај факултетите, кај таа раскрсница кај македонската телевизија. Допрва ќе се гледа дали има оправданост за постоење на такви проекти во генералниот урбанистички план. Јас сите останати прашања ќе ги доставам до вашата администрација, а одговорите ќе ги објавиме на интернет страницата на Телма, бидејќи последните 2 минути сакам да ги оставам за едно исто така жешко прашање деновиве во градот, зелениот кров на ГТЦ и реакциите се. Требаше да има зелен кров, сега се гради
Кафуле, Дивоградба. Режи, имаме неколку фотографии, ве молам да ги прокоментираме заедно со градоначалникот. Ве молам првата фотографија, не, ова е моменталната состојба на ГТЦ. Одиме со другата. Не, ова се другата. девистациите на градски трговски центар кои што постојат. Следната. Ова е тоа што се прави. Ова е тоа што се прави и имаме уште една фотографија која што предизвика особено. Ова е таа фотографија. Да, ова е... Што се гради? Ново Скопје 2014 на кровот на ГТЦ се најголем дел од реакциите. Забелешките се дека тоа е Дивоградба, дека за неа засега нема дозвола. Зошто кафич на зелениот кров на ГТЦ? Само би сакал да ја вратите претходната фотографија. Да ја погледнеме ова што се гради кафич. Колку е возможно. Значи, ние денеска имавме состанок со управата на градскиот трговски центар. Јас побарав да се стопира градбата на објектот кој што предизвика контраверзии со цел да ги ја расчистиме неговата. Режија, ве молам целата фотографија, оваа фотографија на цел екран, па да ја коментира градоначалникот. Она што за мене, ова е зелениот кров на ГТЦ. Ето ова е во фаза на градба. И ова би требало до 13 ноември да биде готово. Ова што гледате с белите површини кои што се, тоа се де факто жардинери кај што ќе бидат поставени дрвата. Заднев е тој кафич кој што го имаме на слика. Сега, тој објект е по она што да речеме во проектот и она што е кажано, кажав дека денеска тоа го storниравме како тако дека не ја расчистиме состојбата, само 5% од целата оваа површина. Само 5% од целата оваа површина. И сега некогаш да речам на претходните две фотографии што ги покажавте и гледаме девастациите, едната е од Джина, другата се некои барокни сијалици од страна на кеот на Вардар, кои што сериозно го нарушуваат изгледот на градски трговски центар. Градот Скопје нема намера нити идеја да креира нешто што би можело да предизвика чувство, иако мислам дека некојаш многу престрого е. Скопје 2014 за објект од 90 до 100 квадрата за површина од 1800 што во моментов ја уредуваме. Мислам дека е малку престрого кажано, иако напоменувам и тоа го storniравме како такво, дека не ја видиме правата слика. Јас сум поборник на тоа дека кога ќе направите таа содржина, тој зелен кров, тој мора да има содржини кои што ќе ги привлекува граѓаните. Како таков. Значи, затоа дека ќе имате и големо Шаковско поле, ќе имате и фонтана, ќе имате придружни објекти. Сега ќе има кафич или нема, го стопирате, зашто го стопирате? Тоа допрво ќе го утврдиме. Треба да има помошни простори. Например, ВЦ. Тоа не сомнено, но место кафуле може да се најдат различни облици на подвижни објекти за храна, за пијалаци и така. Не е спорен велам тој момент. Меѓутоа, кажете ми како може да изградите ВЦ, а тоа да не е некаков сивитен објект. Не велам дека ова е тоа. Меѓутоа, сакам да кажам дека некогаш не даваме шанса на процесите да се одвиваат како такви. Онаа фотографија што беше претходно, кај што може да се види целокупната површина, каде што градот е дел од трипартитен договор. Дел од трипартитен. Да ја видиме другата. Тоа е оваа фотографија. Да. Каде што гледате дека се гледаат контурите веќе на зелениот кров. Овие се белите, пак ќе напоменам, да кажам, жардинери. Ова околу што е црното е целото зеленило, значи на пониско ниво. Тука ќе имате преку 30 дрва на целата оваа површина. Рече, молам вратете ја фотографијата, бидејќи при крај сме со времето, сакам уште едно прашање да поставам. Меѓутоа, би сакал, како да кажам, да даде, значи ова белово што е скрос на крај на левиот ќош на крај, тоа е огромна жардинера кај што ќе има дрва, кај што ќе има зеленила, ме разбирате? Значи, целата таа приказка ќе се има својата содржина. Ќе ја расчистиме состојбата на овој објект. Меѓутоа, да прикажете дека некој креира Скопје 2014 за објект од 90 квадрати што е придружен некаков, си ќе го расчистиме каков е. И нема веројатно сите критики се во контекст на необмислени недокрај. Ве молам повторно сликата, бидејќи еве сега зад овој зелен кров ќе остане поглед на зграда која што требаше да ја гради приватна компанија, нема да ја гради, ните барок, нити е старата. Наспроти неа е Пелагонија која што беше исто така почната, па вие рековте дека нема да ја довршувате. Сега правите нов плочник, ама ќе ги имате овие објекти кои што се и кои што согласно она што го разговараме, она што го планираме, она што го разговараме и она што го планираме во текот на наредната година ќе ги добијат своите оригинални контури визави
Оригинални во смисла на што? Ќе ги враќате назад? Визави она што може да биде поправено заради штетите кои што се предизвикани на тие објекти со лудилото на Скопје 2014. Кој ќе ги прави, бидејќи за едната зграда и двете компании си отидоа таму? Значи немаме, не се таму се Јевана и Елен во едната комисијата, а во другата е Пелагонија. Немаме намера да тоа го правиме нетранспарентно. Или градот или компаниите, во зависност од тоа чива е јурисдикцијата, ние имаме разговори и координација помеѓу себе. Ќе си имаме отворени конкурси, отворени повици да ја вратиме оригиналноста и на зградата на поранешно ЕСМ и на зградата на Пелагонија во најоригиналниот можен облик визави тоа што како штета е нанесено на објект. Уште едно прашање, крадеме само минута дополнително време, меѓутоа поставено од многу граѓани. Ке се откажете ли од идејата центарот пешачка зона, бидејќи жители од овој регион пресметале дека најмалку 2500 жители, односно со 600 возила од 4 блока Пелагонија, Собранија, Рекорд, Ристичева палата, буквално ќе ги одсечете од било каков влез-излез до нивните дома. Не е точно тоа. Целиот концепт подразбира и дозвола на технички сообраќај, на постоење на техничка сообраќајница за резиденцијален сообраќај. Значи, сите оние кои што живеат таму, кои што имаат потреба, ќе се бидат целосно обслужени по пат на технички сообраќај. Значи, таа нема да биде сообраќајница за интензивно одвивање на сообраќај, меѓутоа да речем од собранието до излезот од градскиот трговски центар, тој треба да го имаме во предвид како технички сообраќај, излегувањето од ГТЦ, влегувањето дека што кај Ристичева палата, што кај Пелагонија, кај што имаме луѓе кои што живеат, едноставно вие мора да го овозможите тој сообраќај. Некогаш имам чувство дека за неа се малку повргу судиме, а не ги сочекуваме сите факти да излезат на виделина. Градоначалникот на Скопје се грижи за секој граѓанин на овој град. Градоначалникот на Скопје нема намера да импровизира, меѓутоа нема намера ниту да прави компромиси со реалните потреби на овој град. Овој град ќе има центар кој што ќе е пешачка зона, а граѓаните кои што живеат во неговиот центар ќе имаат можност да не се го пореметат секојдневното живење. За крај, сосема кратко, што побрзо би можело да се реализира маратонска јавна трибина во ова студио или маратонска јавна трибина со публика во Нова градска куќа? Ако го закажеме следниот понеделник, веројатно во ова студио ќе имаме маратонска јавна трибина, ви ветувам дека во текот на наредната година и вие и јас ќе бидеме сведоци на маратонска јавна трибина во Новата градска куќа. Ви благодарам вечерва што бевте мој гостин и ќе замолам за одговори на сите прашања од вашата администрација. Јас се обврзувам дека ќе ги објавиме на интернет страницата на ТЕЛ. Благодарам. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со ТЕЛ.